И репродуктивната функција, слично како и останатите функции во нашите тела, е под силно влијание на начинот на живот. Но, што станува конкретно со синдромот на полицистични јајници? Колку тој може да биде третиран со промена на навиките во следните неколку минути? Полицистичните јајници се проблем со кој се соочуваат голем број жени. Статистиката вели дека оваа состојба погодува околу 2 од 10 жени во нивниот фертилен период. Синдромот на полицистични јајници ги зафаќа јајниците, односно репродуктивните органи кои продуцираат естроген и прогестерон, хормони задолжени за регулирање на менструалниот циклус. Што всушност ја предизвикува оваа состојба? Иако точните причини се уште не се целосно познати, синдромот на полицистични јајници се јавува кога хормоналниот систем на жената продуцира поголеми количини на машки хормони од тие што се нормални. Тоа можеби е резултат на генетиката, а други главни ризик фактори се инсулинската резистентност и хроничните воспалителни процеси. Според истражувањата, дури 70% од диагностицираните пациентки со овој синдром имаат инсулинска резистентност, што пак е прв знак за гојазност. Ваквата состојба објаснува зошто огромниот дел од жените со овој синдром имаат изголемена телесна тежина. Менувањето на начинот на живот е прва линија на терапија. Постојат одредени медикаменти за третирање на симптомите, но се уште нема конкретен лек кој би ги лекувал специфично полицистичните јајници. Сепак, со практикување на здрава исхрана и редовна физичка активност, како и со некои дополнителни здрави навики, може многу значајно да се подобри состојбата со синдромот на полицистични јајници, односно да се минимизираат симптомите и да се подобри квалитетот на живот. Како исхраната влијае на синдромот на полицистични јајници? Постојат два главни начини според кои исхраната влијае на состојбата со полицистичните јајници. Прво, тоа е преку телесната тежина и второ, преку продукцијата на инсулин. Дури и релативно мало намалување на телесната тежина од 5 до 10% докажано ги намалува нивоата на инсулин, ја подобрува менструалната функција, го намалува тестостеронот, ги подобрува и останатите симптоми кои што се поврзани со овој синдром, како и јакните, и истовремено ја нормализира овулацијата, со што се зголемува плодноста кај жената. Ако сте резистентни на инсулин, тоа значи дека телото ќе продуцира повеќе од овој хормон. Инсулинската резистентност може да биде и резултат на зголемената телесна тежина, а следствено и да прави проблем при слабеењето. Тоа е една од главните причини зошто пациентките со овој синдром потешко ги губат килограмите. Каква треба да биде исхраната кај синдромот на полицистични јајници? Исто како и кога сме здрави, така и кај синдромот на полицистични јајници. Треба да тежнееме кон оно што значи здрава, правилна исхрана и прав севкупен начин на живот. Постојат и неколку посебни совети кога станува збор за исхраната кај полицистичните јајници. Прво, јадете храна богата со растителни влакна и низок гликемиски индекс. Храната богата со растителни влакна и нивното суплементирање може значително да помогнат околу проблемот со инсулинската резистентност. Тоа се одвива преку способноста на растителните влакна да ја успорат дигестијата и да го намалат нивото на глукоза во крвта. Второ, храна богата со растителни протеини и риба. Нискокалоричната протеинска храна, како тофу, риба, мешунки и други, ни обезбедува ситост и справување со вишок од килограми. Трето, храната која што го намалува хроничното воспаление. Како што спомнавме, инфламацијата е еден од главните ризик фактори кои водат до овој синдром. Така, јадењето храна која значително помага во намалувањето на оксидативниот стрес,
кој води кон воспаленија може да биде од особена помош. Таква храна е пред се храната која што има во себе овошки, јатки, зеленчук, некои масни киселини и зачини. Постои и храна која треба да ја одбегнуваме. Таа храна е непожелна пред се бидејќи прави проблеми во регулацијата на шеќерот и телесната тежина. Но, во секој случај, треба да ја избегнуваме следната храна. Прво, онаа храна која е богата со рафинирани, додадени шеќери, бели брашна, сладки и така натаму. Рафинираните јаглехидрати, освен што ни прават проблем со нивото на шеќер во крв, може да предизвикаат и дополнителни воспалителни процеси. Таквите производи се белиот леб, белите тестенини, белиот ориз, разни чоколадни десерти, колачиња и така натаму. Второ, шеќерните пијалаци. За жал, и кај нас е присутен трендот на секојдневна употреба на овие сокови. Тие исто така го покачуваат шеќерот, но ги стимулираат и инфламаторните процеси, па делуваат на еден начин како енергетски бомби во нашето тело. Трето, храна која предизвикува хронична инфламација. Скоро секој вид на високо процесирана храна спаѓа тука. Животинските производи, особено црвено месо, помфрит, брза храна, храна со трансмасти, чипсови, сите тие спаѓаат во оваа храна. Покрај правилната исхрана, редовното вежбање и намалување на телесната тежина и други фактори од животниот стил придонесуваат. Намалување на стресот, доволното спиење, намалување на пушењето, сите тие влијаат на отпорноста на инсулинот и може да го зголемат ризикот од развој на дијабет. Алкохолот и другите супстанции исто така може да ја влошат оваа состојба, но можеме да заклучиме синдромот на полицистични јајници и тоа како зависи од начинот на живот.